2021 напиша дека на 54 години прв пат ти дошла желба да ја напуштиш Македонија. Да. Зашто? Затоа што мислам дека политички кловнови ни ја креираат судбината и морам да ти признам тоа што луѓето гледаат дискотека у Кочани, ја во тоа гледам држава. Тоа се запали македонската држава, така функционира македонската држава. Импровизација, жртва на криминал, корупција, на лукративни причини. Тоа не беа само децата од Кочани и од други градови, од други места. Тоа беше македонскиот народ оставен да гори така заради неспособноста на оние кои што треба да му гарантираат сигурност. Ако живееш во држава која е преполна со одмазда, само прашање на време кога ќе доеш на таргет да бидеш ти, без никаква причина да ти се одмаздува само заради тоа што си Кристијан Ландов и имаш успешен подкаст. Успехот во оваа држава не се простува. Многу ми е жал што бев толку многу управо кога пред 7-8 години пишав дека треба да си ги запалат патиките, па пола од овие деца од Кочани да ме послушаа, ќе беше. Појма не, може да лупам глупости, ама секој оној што отиде некако се спаси. Некако стално сум мислел дека треба да направиме држава, ама мислам дека премногу генерации ќе отидат жртва за уште 20 години на Македонија ќе треба да ги надмине оние детски болести како држава, па после 50 години ако успееме да постоиме како држава, мислам дека ќе имаме големи шанси да се сомневаш дека ќе постоиме? Не сум сигурен веќе. Значи, затоа што ние веќе не постоиме. А ние сме вратени пред 45. Не можеш да кажеш дека си македонец, него си нешто друго, некој си граѓанин на некоја си. Државата не се вика исто така како што се викаше. Ние веќе всушност не постоиме. И сега ние на вас како генерација и на генерациите после тебе, јаките фраери бивши југословени, ви оставивме карма држава. Зошто? Затоа што 30 години ние им веруваме на идиоти кои ни викаат ќе биде подобро. Ние ќе смени. Моја одговорноста, јас сум крив за децата у Кочани. Подеднакво ако секој од нас е искрен, ние ги гласавме овие што ја владеат 30 години државата, не ни ги увеза од надвор. Ние биравме каква ќе ни биде судбината на нас и на нашите деца. Зар можеш да ми веруваш на мене, Кристијан, кој што младоста им ја подари на идиоти, кои што извадија после тоа други лични карти, други пасоши? Немојте да ни верувате на нас. Создадете свое мислење како генерација и наследните давајте им мозок само да не бидат како нас, како тие што ви ставивме во оваа ситуација да живеете во оваква држава.